Проектот Општинско корисна работа, кој трета година поред како се реализира од страна на општина Кочани и UNDP и Министерството за труд и социјална политика, дава позитивни резултати. Денеска градоначалникот на општината Радко Димитровски и представници од општината на 5 ангажирани лица им доделија потврда за работниот ангажман кој беа дел од проектот 6 месеци. Ова година имавме одобрено средства за ангажирање на 5 лица, кои што беа ангажирани во различни области, 3 различни области, значи тројца беа ангажирани во давање на услуги на стари изнемоштени лица, од кои што еден беше од ромска националност, еден од рурална средина, значи и на тоа размислуваме, нели? Понатаму едно лице беше ангажирано во Центарот за донација како посредник за делење на донации и едно лице во Народната кујна како посредник за делење на храна. Критериумите за работа на ангажираните лица се исти како и претходните години, изјави Ника Илиевска Ѓоргиева од општина Кочани. Значи, критериумите за работа на ангажираните лица и оваа година како и претходните по проектот се исти. Значи, се работи за време од 6 месеци на работно ангажирање, од 4 часа дневно на лицата, добиваа надоместок символичен од 6200 денари, во кој што е ставено и осигурувањето и персоналниот данок. Ангажираните лица се задоволни од својот ангажман и мислам дека се постигна целта, бидејќи една од целите е и да бидат конкурентни на пазарот на трудот, гледаме дека тоа го постигнуваме бидејќи дел од ангажираните веќе се вработени. Лицата ангажирани во овој доста значаен проект на општина Кочани се задоволни од спроведувањето на активностите и изјавија дека колку е можно проектот да продолжи и во иднина. Ја бев ангажирана по ромите и има 10 жени, одев редовно, апчиња ми дава, масажи, што имаше потребно од пазарот, купувах, редовно одех и ја многу сум благодарна од нив. И исто и они се благодарни од мене. И ако може понатаму, може да продолжам пак. Проектот и оваа година беше поддржан од страна на невладината организација Благородна мисија, а од општината најавуваа дека се очекува истиот да продолжи и идниот период.